Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in the Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наредени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радио програма Пеце Вртковски. Тоа беше младиот гајдаджија Петар Ангелевски со неговото прво оро на гајда под наслов Македонска селска гајда. Браво, Петар! А сега одиме со вашите соопштенија. Одборот при Македонската општина овде во Ньюкасл организираат дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкасл. Цената е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, богата вечера и благо после вечерата, како и најдобрата музичка група Сенатор. Барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто кај управата на игрорната група Стив Наумов секој петок од 6 до 8 сатот во црковната сала. Сите што имате букирано маси, можете да дојдете утре, петок, од 6 до 8 сатот во црковната сала да си подигнете вашите карти. Јас ќе бидам таму. А сега одиме со најновите вести од Македонија. Преседателот Иванов ја отвори македонската амбасада во Бразил. Преседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ја отвори македонската амбасада во Бразил, што представува прва македонска амбасада во Латинската Америка. Отворањето на македонската амбасада во Бразил е почеток на ново пријателство и соработка меѓу двете земји, порача Иванов на свеченото отворање на амбасадата во Бразилија, изразувајќи надеж дека и Бразил ќе отвори своја амбасада во Македонија. Преседателот Иванов оцени дека визната либерализација меѓу двете земји представува дополнителен поттик за унапредување на севкупната соработка, особено во сферата на туризмот. Покрај дигиталната трансформација, личниот контакт е незаменлив и личното ваше присуство на овој чин кажува дека е почеток на едно ново пријателство и соработка. Неопходна ни е соработка и неопходни се лични контакти преку сите представници на земјите на сите континенти, бидејќи на сите ни е неопходен мирот и просперитетот, а исто и неопходно е на младите поколенија да им оставиме известна иднина, рече македонскиот преседател. Македонскиот амбасадор Ивица Боцевски истакна дека Република Македонија во Бразил гледа свој партнер во глобална економска, технолошка, научна и дигитална трка. Централен дел на работата на ова амбасада ќе биде борбата за привлекување на странски инвестиции во Македонија, посебно на најглобализираните технолошки водечки бразилски брендови, порача амбасадорот Боцевски. Присутните на свечаноста ги поздрави и вице-премиерот, министер за надворешни работи на Бразил Маркос Галвао. Во овој период
го видовме стапувањето на сила на договор за визна либерализација, кој што е темелен за зближување на нашите народи, затоа што веќе ги олеснува посетите помеѓу двете земји. Идентификуваме можности во областите на разумнување, соработка и правосудството, трговија, култура, порача Галвао. На свечаноста на отворањето на Македонската амбасада во Бразилија присуствува личности од политичкиот, општествениот живот на Бразил, представници на дипломатскиот кор, како и представници од македонската диаспора. Председателот Иванов, кој престојува во официјална посета на Бразил, вчера оствари средба со бразилскиот колега, председател Мишел Темер. За утре се предвидени средби со Фернандо Колор Ди Мело, председател на Комитетот за надворешни работи и национална одбрана на Федералниот Сенат, како и со Бурна Фурлан, председателот на Комитетот за надворешни работи и национална одбрана во Долниот дом на Националниот конгрес на Бразил. Нешто сега од Македонија. Наместо споменик на мајка Тереза во центарот на Скопје започнат објект ќе заврши како фонтана. Наместо споменикот на мајка Тереза во центарот на Скопје, започнатиот објект ќе заврши како фонтана ова денеска го изјави министерот за култура. Според Алогазовски, на овој начин ќе се намалет трошокот потребен за правично планираниот објект со скулптурната композиција. Во ова фаза за нејзина изградба практично многу малку пари ќе треба за доколку решиме да ја конзервираме во овој момент како еден огромен вертикален зид со бел мермер и конструкција на фонтана, вели Роберт Алагазовски, министер за култура. Планот за пренамена на објектот посветен на хуманистичката Гонџа Бојаджу, Алогазовски го откри денеска на презентацијата за буџетот на Министерството за идната година. Вели дека со сумата од близу 70 милиони евра ќе се финансираат суштински проекти, а не се предвидени пари за Скопје 2014. Од култура велат дека засега нема да се отстрануваат поставените споменици во центарот на градот, бидејќи за дел од нив Алагазовски открива дека јавното и специјалното обвинителство отвориле подстапки. Ни требаат некои од нив и како обезбедување материјали доказ. Доколку ги отстраниме, секако постои ризик за тие постапки да ги уништиме доказните материјали, вели Алагазовски. Инаком, според планот на Министерството за култура, идната година најмногу пари ќе се потрошат за сервисирање на обврските за новата филхармонија и објект на албанскиот театар. Во исто време, со над 4 милиони евра ќе се реконструира и постојаниот објект на албанскиот театар во Скопје. Од култура најавија дека во 2018-та предвидени се повеќе работи. Со месеци нема министер за здравство. Се уште нема решение за испразнатите министерски и заменички места во владата. Премиерот денеска не откри дали вчера соопшто се одржала средба со коалициите и сите партнери кои тој ја најави од Косово и за која изрази надеж дека ќе биде последна. Во отсуство на официјални информации, партиските кругови брифираат дека и речиси известно дека села ќе остане без Министерство за здравство, бидејќи ова позиција веќе му била ветена на Венко Филипче од СДСМ. Според неофицијалните информации, Заев за села бил подготвен да креирира комплетно ново Министерство за реформи. Ново Алијансата вела дека нема намера да ја прифатат ова понуда и дека очекуваат Заев да го прифати нивниот предлог и нов министер за здравство да биде Фулнет Ферати. Од друга страна, се подлабок станува јазот меѓу села и Ахмети. Партиски извори од Мала Речица брифира дека интегративците имат прилично цврст став дека било кое кадровско решение, кое доаѓа од редовите на Алијансата, на села нема да ја добие поддршката на претениците на ДУИ во собранието, што би го направило неговиот избор невозможен. Во такви услови за јадин села е се поблиску до вратите на Илинденска, што пак го отвора прашањето за стабилноста на парламентарното мнозинство, доколку во него не се приклучат пратениците од опозицијата. Владата скоро 2 месеци работи без двајца министри и еден заменик, откако поранешните
победија на локални избори и добија позиции во локалните самоуправи. А сега, почитувани слушатели, да проследиме едно соопштение од Gold Coast. Се покануваат сите кои ќе бидат присутни во Gold Coast на 7 јануари, Божик свечена литургија во црквата Света недела, почеток во 10 сатот сабањето, а игранката ќе почне во 11 часот во салата на црквата со жива музика со најпопуларниот Гоце Петревски бананата. Цената за оваа игранка е $30, во кој е вклучен ручек и сите седишта ќе бидат ограничени. За резервација на маси нека контактираат Лазар Спировски 0422 863154. Значи за резервации во Голкајст. Јавете се кај Лазар Спировски на 0422 863154. А сега да продолжиме со вашите желби и честитки. Со песната Ајде сите на нозе. На нашиот сакани поштован син и брат Кристофер Тодоровски, со наискрени желби и честитки му честитаме 21-иот роден ден, исто му посакуваме голема среќа, убава радост и весело во иднина. Исто за свадба да му честитаме. Убавите желби се посакани од таткото Драги, мајката Сузи, сестрата Анджела со Тони и малата Микајлја и сестрата Александра, како и братот Ендру со Наташа, сите Тодоровски.
со песната Аман Мори Маре. На милото внуче Кристофер Тодоровски му честитаме 21-иот роден ден, воедно му посакуваме добро здравје, голема среќа и весела иднина со сите негови најблиски. Исто така за свадба да му честитаме. Убавите искрени честитки ги испраќаат дедо Наум и баба Елизабет Чаталовски. Со истата народна песна, среќен и многу радосен 21-иот роден ден на Кристофер Тодоровски, му честита тетин Кон, тета Мелиса со цела фамилија. Немаше да бидам тажен јас, туку радосен. Ако има малку правдина, еј под небото, до сега ке најде чаре јас, лек за срцето. Аман Мори Маре, што ми направи, ни на небо, ни на земја, ti me ostavi. Aman Mori Mare, mlađas ostare, novo tebe Mare Kesum, večno zaljube. Gospod da ja naslika, lična Marika, oko moje ušte ne vide, tolku ubava. Kako Gospod da ja naslika, i ja isprati, pa mi dojde pravo na duša i me zarobi. Aman Mori Mare, što mi napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman Mori Mare, mlađas ostare, novo tebe Mare Kesum, večno zaljube. Napravi, ni na nebo, ni na zemlja, ti me ostavi. Aman Mori Mare, mlađas ostare, novo tebe Mare Kesum, večno zaljube. Да го проследиме уште една соопштението. Одборот при македонската општина овде во Њукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта.
На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Нјукастел. Цената е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, богата вечера и благо после вечерата, како и најдобрата музичка група. Барот ќе располага со најразноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 04 011 673 073. Исто кај управата на играната група Стив Наумов секој петок од 6 до 8 сатот во црковната сала. Сите што имате зафатено маси, може да дојдете утре вечер, петок, 15 декември, во салата од 6 до 8 сатот. Јас ќе бидам таму за да ги земите вашите тикети. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Чупе Битолчанче. На саканиот внук Кристофер Тодоровски му го честитаме 21-иот роден ден и му пожелуваме среќа радост во неговиот млад живот. Секогаш да си е весел во младоста со сите нас. Сето тоа од се срце му пожелува дедото Миле, бабата Слободанка, како и стриковците Тоде и Менде со нивните фамилии сите Тодоровски. Исто така среќни божични празници и новата година на сите слушатели на нашето радио. Со песната Среќен роден ден на нашето мило и многу сакано синче и братче Нико
од се срце му честитаме првиот роден ден, исто му посакуваме стрекни весели дечки години во придужба на сите најмили. Овие убави од се срце честитки се посакани од тато Џон, мама Мелани и саканото братче Лука Чумковски. Po mnogo godini Solastoj me slaviš ti srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini Solastoj me slaviš ti. Po mnogo godini Solastoj me slaviš ti srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini Solastoj me slaviš ti. Po mnogo godini Solastoj me slaviš ti srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini Solastoj me slaviš ti. Со песната Среќен роден ден на нашето многу сакано мило внуче Нико Чумковски, со наискрени желби и честитки од се срце сакаме да му честитаме првиот роден ден, воедно му посакуваме да е среќно весело и да има добро здравје. Сето тоа го испраќаат дедо Томе и баба Дола Чумковски.
čestam jaz, happy birthday zapemi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Ajde ovoj roden den, da mi bude poseben, ke čestam jaz, happy birthday zapemi, aj so mene nazdravi, ke pijeme do 3. Danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si tesme. Danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si tesme. Hej, srećen roden den. Danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si tesme. Danes mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si tesme. Со песната Среќен роден ден. На саканото мило внуче Нико Чумковски со наискрени честитки му честитаме првиот роден ден, воедно му пожелуваме среќно весело детство со сите најблиски и најмили. Овие се желби спратени од тетин Кал и тета Кристина Рајч. Za radost tvoja i sreća tvoja, dene džubo spravi me, roden den ti slavi me. Pomisli naši, srca naši, mnogo želbi imame, želbi samo za tebe. Neka ti je čestit roden den, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. So polni čaši do rani zori, pesni tebe ti peme, ludo se veseli me. Vojedno oro je celo društvo razigrano, ludo ponapijeno. Neka ti je čestit roden den, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je čestit roden den, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. Neka ti je
čestit rodendan, neka ti je srećen, najsrećen, Gospod zdravlje da ti podari, mnogo želbi da ti ostvari, da te prati samo dobrina, sve dostoji jedna godina. А сега да ги проследиме уште една соопштенијата од Нјукастел. Одборот при македонската општина овде во Нјукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Нјукастел. Цената е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, богата вечера и благо после вечерата, како и најдобрата музичка група Сенатор. Парот ќе располага со разноврстни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, исто кај управата на игрорната група Стив Наумов, секој петок од 6 до 8 сатот во црковната сала. Да го проследиме соопштението од Голкајст од Лазар Спировски. Се покануваат сите кои ќе бидат присутни во Голкајст на 7 јануари, Божик, свечена литургија во црквата Света недела, почеток во 10 сатот сабајлето, а игранката почнува во 11 часот во салата на црквата, со жива музика со најдобриот Гоце Петревски Бананата. Цената на ова игранка е $30, во кој е вклучен богат ручек. Седишата се ограничени. За резервација на маса нека се контактираат со Лазе Спировски на 0422 863154. Значи да си резервисате маса за Голкајст, јавете се кај Лазар Спировски на 0422 863154. Сите сте добро дојдени. Сега одиме со поважните вести од Македонија. Се скараа дуи и беса во собранието. Жешка атмосфера на амандманската расправа за закони за јазици. Се скара Артам Груби како председател на Комисијата за европски прашања и претеничката група на БЕСА. Во тој момент комисијата расправаше по амандмантот на БЕСА за промена на името на законот од Закон за употреба на јазиците во Закон за употреба на албанскиот јазик. Амандманот не беше прифатен од министерот за правда Билен Салу. Следеше говор на Весел Мемеди и реприки, за кои Груби најави дека ќе бидат долги и дека пратениците може слободно во меѓувреме да си завршат некоја друга работа. Проблемот настана откако Груби не му даде процедурална забелешка на Фадил Зендели на БЕСА и продолжи со своја реплика. 15 минути додека говореше Груби, пратениците на БЕСА тропаа по маса и скандатираа: 15 години го злоупотребувате албанскиот јазик. Од БЕСА се заканија дека нема да учествуваат во комисијата доколку продолжи ваквиот однос на Груби. Ова е втор од 3 дена амандманска расправа предвидени за законот за јазици. Третиот ден е предвиден за 86 амандмани на ВМРО ДПМН, чии претеници поради притворените колеги не учествуваат во работата на парламентот. Груби ја закажа оваа седница за 25 декември, односно по Конгресот на ВМРО ДПМН, со цел да им овозможи да се вратат во собранието и, како што рече, да ги образложат своите амандмани. Амандманите на опозицијската партија се поднесуваат на окинување на двојазичноста, односно унапредување на употреба на сите јазици на немнозинското заедници, кои за кратерање на употребата на албанскиот јазик на целата територија на државата и на укинување на казните. Чекат и уште еден амандман на БЕСА и 4 амандмани поднесени од СДСМ. Грчки медиуми јавуваат: забрзано се бара решение за прашањето за името. Забрзано се бара решение за прашањето за името, речиси без исклучок, известуваат грчките медиуми по вчерасната средба во Брисел на медијаторот немец со преговорачките Наумовски и Василјакис.
Катемерини пишува дека самата најава дека разговорите ќе продолжат во континуитет во јануари и февруари и март говори дека 2018 година може да се очекува договор. Весникот оценува дека Нимиц не дал нов предлог, но и дека не објаснил дали идното име ќе биде за севкупна употреба или повторно ќе продолжи двојна формула. Сајтот на интеграција пишува дека се зголемува притисокот врз владата на Ципрас, а особено на неговиот коалицијски партнер Панос Каменос од партијата Независни Грци за нејаснување јасен став по ова прашање. Според сајтот САД поставиле рок до летоска да се најде решение, а во спротивно ќе следи влез на НАТО под референцата поранешна Југословенска република Македонија. Таквиот притисок го отвора прашањето како ќе реагира Каменос доколку биде понудено комплексно име и дали ќе излезе од владата, имајќи предвид дека тој досега оштро се противеше зборот Македонија да биде содржан во името на северниот сосед. Медиумите ја пренесуваат изјавата на директорот за диалог на југоисточната Европа при универзитетскиот и овај универзитет Колумбија, Давид Филипс, инаку поранешен советник на Стај департамент во време на председателните Клинтон, Буш и Обама, додека односите меѓу Атина и Скопје се во своен зенит и дека 2018 година е важна поради можноста да се дојде до решение што ќе биде од корис и за двете страни, посебно за Грција, бидејќи на тој начин ќе и го зајакне суверенитетот во време кога Турција бара ревизија на договорот од Лозана за границите. Грчкото издание на Nation Herald прашува дека изјавата на Ципрас во Белград за името била намерна или вербален маневар. Посебно во делот во кој грчкиот премиер како услов го поставува откажувањето од реториката дека тие се едноставни наследници на македонците и Александар Велики. Весникот Естија констатира дека Ципрас разбира дека македонците се наследници на античките македонци, но не се единствените. 100.000 вакцини против сезонски грип до година бесплатни за пензионерите. Државата планира да набави 100.000 вакцини против сезонски грип за идната година. Ќе бидат бесплатни за пензионери со мали и просечни пензии, како и за постари лица кои немаат приходи. Ова информација која пред неколку дена на социјалните мрежи ја сподели државниот секретар на Министерството за здравство, усвоена е на вчерашната владина седница. За овој проект би се потрошиле 400.000 евра. Но, од друга страна, секоја година во Македонија против грип се вакцинираат само околу 28.000 лица. Имало и сезони кога не биле потрошени сите дози. Од Министерството денеска во писмен договор велат дека почнале со активности за набавка на вакцини, но не прецизира дали се 100.000 дози или пак можеби и повеќе. Проценките се прават врз основа на податоци за лице, пензионери од Фондот за пензијско осигурување, како и дополнителните податци за лица кои не се приматели на пензија, а во исто време имајќи во предвид дека за прв пат се спроведува оваа активност и не може во сигурност да се предпостави одзивот и интересот на населението. Дефинитивната количина на вакцини за грип која ќе се набави следната година ќе ја дефинира Комисијата за заразни болести, стои во одговорот од М3. Инаку, исто така, по препорака на СЗО и во 2009 година имаше бесплатни вакцини против тогашната закана од свински грип. Колку за споредба, во 2009 година беа набавени 80.000 вакцини против свински грип, за што беа потрошени половина милион евра. Беа истористени само 5.000 дози. Послед 2 години, кога им помина рокот, останатите 75.000 завршија во печките во Дрисла. Нешто и за здравието. Природен чај за слабење од само 3 состојки го топи салото од стомакот. Последниве месеци актуелен е чајот за кој жените велат дека е делотворен како природно средство за слабење.
Потребни ви се само следните состојки: зелен чај, цимит и лаворов лист. Сите овие три состојки, компонентни на чајот, одлично го согоруваат мастите и го забрзуваат метаболизмот. Како се приготвува овој природен чај за слабење? Потребни се овие состојки: 800 мл вода, 1 стапче цимет, 3 лаворови листови и рамна лажица зелен чај. Подготовка: водата загрејте ја до зовривање. Тргнете од оган, па во водата ставете го стапчето цимет, лаворовите листови и 1 рамна лажица зелен чај. Поклопете и оставете 15 минути да остои. Процедете. Начин на конзумирање. Кога станува збор за метаболизам, важно е да се знае дека најдоброто време за негово забрзување е рано наутро, веднаш после будењето. Првата шолја чај испијте ја на гладен стомак. Втората шолја може да ја испијате веднаш после појадокот, а третата навечер, непосредно пред спијање. Тоа е доволно. 3 шолји од чај дневно гарантирано ќе започнете да слабеете, мастите се отстрануваат од значајните места на телото. Првите резултати се видливи после 7 дена. Се подразбира дека секој обид за забрзување на метаболизмот и намалување на тежината треба да биде проследен со избалансирана исхрана и умерена физичка активност. Уште едно чудо за слабење. Со овој рецепт брзо се симнуваат килограмите и салото во стомакот. Рецептот на руската билкарна наводно е еден од најделотворните за губење на килограми. Ирена Стефановска, која ја сметаат за најдобра руска билкарна, тврди дека рецептот за револуционерен мелем, кој го смислила, може да им помогне на жените да изгубат 10 см од обемот на половината за само 3 недели. Незиниот рецепт на вистина е едноставен и направен од природни состојки кои може да се купат во продавницата. Тајната состојба на мелемот е ренот. Стефановска тврди дека ренот е клучен додаток за масната исхрана, зашто помага храната побрзо да се свари и го поттикнува и развојот на добрите бактерии во цревата. Ренот помага во ослабењето и го подобрува метаболизмот. Богат е со магнезиум, витамин С, B1, B6 и B12, железо, калциум и фосфор. Еве што ви е потребно да направите ова чудо. Рен, 3 лимони и 3 лажички мед. Подготовка: исецајте го ренот и ставете го во блендер. Миксирајте додека смесата не стане мазна. Добро измите ги лимоните, исецкајте ги и очистете ги од семки. Така исецканиот лимон додадете го во блендер и потоа и медот и миксајте додека трите состојки не се спојат. Мешавината чувајте ја во тегла во фриџидер. Секој ден, 2 пати дневно, земајте по 1 лажица при оброкот. Резултатите за 3 седмици ќе бидат невероватни. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in